Добар ден, почитувани. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за одбрана господинот Зоран Коњановски. Министре, дали решавањето на спорот со името со соседна Грција е единствената пречка на Република Македонија кон НАТО интеграциите? Врз основа она што нам не се случи на последниот самит или предпоследниот самит во Букурешт, кога беше многу јасно беше нотирано дека сите реформски задачи Република Македонија ги заврши. Остана да се затвори уште едно прашање кое ни го наметна нашиот јужен сосед, а тоа е со непризнавањето на нашето уставно име. Но, што се однесува до одбраната, сакам јасно да кажам дека ние продолжуваме по патот на реформите. Не би сакале по половина или една година да се чуе во НАТО алијансата дека Република Македонија не се движи по тој пат на реформи. Тие реформи ни се потребни прво нам, заради нашата армија, заради нашата земја, а понатаму е и заради глобалната слика, затоа што ние сакаме да бидеме дел од коалиционите партнери и мора да се прилагодиме кон основните правила кои важат во НАТО алијансата. Значи, недвосмислено е дека ние продолжуваме по патот на тие реформи. Често пати дел од граѓаните се прашаат: па чекајте, зошто уште реформи, нели и во Букурешт не беше кажано дека ние завршивме со реформските задачи? Да, меѓутоа реформите никогаш немаат крај. И ние тоа го правиме, и ние тие текови ги пратиме. И во последнава година направивме низа реформски зафати. Што губи Македонија со тоа што не е членка на НАТО? Па, искрено да ви кажам, јас претпоставувам и другите луѓе, според она што Република Македонија го прави за НАТО, веќе се рачунаме како земја членка на НАТО. Можам да кажам дека многу сме попосветени, многу сме попринципиелни отколку многу земји кои се членки на НАТО. И затоа полноправното членство за Република Македонија, македонските граѓани не треба да го сватат како награда на Република Македонија, затоа што ние реално и го имаме заслужено тоа. Значи, ние очекуваме час поскоро да бидеме дел од НАТО алијансата. Во јавноста се создава впечаток дека НАТО интеграциите се ставени на втор план пред интеграциите во Европската Унија. Ваш коментар? Тие се паралелни два процеси кои одат заедно еден со друг. Владата на Република Македонија е подеднакво посветена и кон европската интеграција на Република Македонија, но остануваме и подеднакво посветени кон НАТО интеграциите. Вие знаете дека во изминатиот период, кој ги завршивме сите оние реформски задачи, бевме оценети со највисока оценка. Уште еднаш сакам да потврдам дека имаме како министерство поддршка од владата да ги продолжиме тие реформски зафати, се со цел час поскоро да видиме дел од НАТО семејството. За следната година е намален буџетот на Министерството за одбрана. Дали тоа може да представува пречка за реформите и за општата воена подготвеност на земјава? Неколку години се шпекулира дека со намалувањето на средствата се на некој начин скратуваат можностите за дополнителни реформи во Министерството за одбрана. Јас сакам да уверам дека не е така, впрочем тоа се докаже и со последните реформски крупни зафати кои ги направивме во 2009 година, кои ќе продолжиме да ги правиме во 2010 година. Доколку се сака, ќе се најдат средства за да се завршат тие реформски зафати, затоа што во вакви ситуации, кога имаме економска криза, кога сите земји се зафатени од таа економска криза, верувајте дека сите буџети на сите министерства за одбрана на некој начин се скратени. Тука останува сега големината на еден менаџер, на еден министер, како да ги пренасочи средствата, како да заштеди од во некои ситуации и каде да ги пренамени тие средства. Мислам дека со внатрешно преливање на тие средствата успеваме да излеземе од цела оваа ситуација и напротив да бидеме многу успешни отколку во години кога имало многу повеќе средства во Министерството за одбрана. Вашингтон досега неколку пати повекуваше за зголемување на бројот на војници во Авганистан. Дали Република Македонија ќе испрати повеќе војници? Тоа ние го сваќаме како обврска на Република Македонија и посветеност на владата и на Министерството кон обврските кои ни се кон НАТО алијансата. Значи, во овој момент ние партиципираме во повеќе мисии, учествуваме во мисијата ИСАФ во Авганистан, присутни сме во Ливан, присутни сме во Босна и Херцеговина, но ние сме свесни дека тоа присуство треба и на некој начин да го уште повеќе зголемиме во 2010 година, согласно на сите оние планови кои се на некој начин направени веќе за проектирани за иднината на мисиите во Авганистан. Со оглед на тоа, во 2010 година веќе ние најавивме такво зголемување во однос на претходната година со нови 79 војници кои ќе бидат во заедничка мисија со нашите партнерски и пријателски сили од Националната гарда во Вермонт од Соединетите Американски држави
и благовремено ги отпочнавме сите подготовки. Нашите војници веќе во крајот на 2009 година беа упатени во Луизијана на фамилиаризација и на добука заедно со американските војници. Сега овие денови се вратија во Република Македонија, им следи дополнителна обука на терените на Македонија и февруар месец заминуваат на нова мисија во Авганистан. Како би ја процениле општата соработка помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија? Соработката помеѓу Министерството за одбрана, односно Република Македонија и Соединетите Американски држави во однос на одбраната е на вистина високо ниво. Ние гледаме секогаш партнер кој ни помага, кој ни ги отвора вратите, кој не усмерува, и во исто време можем да кажем од сите контакти кои имам дека Соединетите Американски држави знаат да бидат благодарни на таквата политика и таквата позиција на Република Македонија. Впрочем, не забораваат кога нашите пријатели, кога нашите војници се рамо до рамо со војниците на Соединетите Американски држави и заедно едноставно ја градат иднината на целиот свет, затоа што проблемот со тероризмот не е само проблем на една држава, не е тоа проблем и војна на Соединетите Американски држави кон Авганистан, туку е војна на сите држави од светот, на сите држави од НАТО алијансата кон со глобалното глобалниот немир кој можеме да го наречеме тероризам. Посебно актуелни во изминатиот период беа професионалните војници. Тие сакаат зголемување на старосната граница. Зошто овие барања се неприфатливи? Пред се затоа што кога се подпишуваат договорите помеѓу Министерството за одбрана и професионалните војници знаеле кои се нивните права и знаеле дека на 38 години на некој начин треба да напуштат армијата на Република Македонија. Второ, затоа што сепак ние сме престроени и работиме по некои правила кои што ги има и во многу земји од НАТО алијансата. Јас разговарав со професионалните војници неколку пати, можеби прв сум министер кој неколку пати на заедничка маса седнавме заедно да ги решаваме отворените прашања и проблеми и за кои понудивме соодветни решенија. На еден од тие состаноци беа повикани и НАТО советодавниот тим и војни аташиња од други земји и разговаравме како е тоа решено и во другите земји кои се членки НАТО. Буквално сличните методи и сличните начини на решавање како и во другите земји ќе ги примениме и во Република Македонија. Значи, ние кога самите војници ќе наполнат 37 години, ќе има возможиме до 38 година обука, односно преквалификација или доквалификација на сметка на Министерството за одбрана и после 38 година имаат можност да бидат дел од активната резерва, која понудивме како реформски зафат во текот на оваа година и која ќе профункционира од 2010 година, преку која ќе можат секој месец паушално да добиваат околу 7.000 денари. Нормално во текот на еден месец или во текот на една година ќе има изготвен и соодветен план за обука на професионалните војници. Мислам дека тоа е она што на некој начин го нудат и другите земји во НАТО алијансата. А војниците се жалеа на притисоци. Ваш коментар? Па немам коментар затоа што сум сигурен дека тоа не се случувало во Министерството за одбрана. Ако некој сакаше да прави притисоци врз војниците и врз другиот офицерски кадар, тоа имаше на друг начин да го прави. Немаше јас веќе неколку месеци да разговарам, да се договарам со професионалните војници, да одам од гарнизон во гарнизон, да разговараме за проблемите, а во исто време да правиме и притисоци. Значи, едното со другото едноставно не оди. Мислам дека не е вистина тоа и една мала група на луѓе во овој момент мислам дека се изманипулирани од некои политички сили кои се во опозицијата и кои сакат на таков начин да ја втурнат и армијата во она што значи протести пред владата и такви слични работи. Благодарам, министре. Благодарам и на вас. Тоа беше се за ова интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме повторно за 7 дена.